Правиме уште едно тестирање на сурфај во движење. Еве сум во оваа топка и да ви кажам, ова е најдобра варијанта ако си алергичен на полен, затоа што доаѓа пролет, па сите да си купите по дома едно вакво и не знам на која будала му текнав дека да влегувам да тестирам. А што ќе тестирам денеска? Ќе се приклучиме на мобилниот интернет и има една апликација што сега ќе ја снимам, се вика SportyPal, тоа е спортско другарче и таа мери дистанца колку имаш истрчано. Јас ќе пробам да видам колку ќе можам да истрчам внатре во топкава. Вакуумиран суџук. Ајде, одиме. Само да ја кликнам. Еве, отворена. Само не може да джогирам. Ова за лечење клаустрофобија е добро. А ја, пошто ги имам сите фобии можни, фобија од птици, од кокошка, од високо, и пријатска ме праша, братче, вака да тестираме ни предложија, ама да немаш фобија од, демек, од затворен простор. Викам уште таа фобија да ја имам. Ова е добро за лечење клаустрофобија. Само да видам колку сме поминале до сега. SportyPal, што ќе каже? Вика 37 метри. Еве сме кај браќа Манаки. Здраво, дечки. Здраво, другарчиња. Нека да видиме вака. 47 метри. Чекaj, пробам да трчам. И ова треба на Олимпијада да се стави трчање во топка. Мислам дека на нашиве фудбалери и оваква топка да им дадат на терен, нема да можат да ја шутнат правилно. Мислам дека пак ја изгубиме 2-1. И тоа брегалница. Еден ден кога ќе остарам, ќе се смејам на глупостите што сум ги правил. Значи, имам поминато 72 метри. Драги мои, тоа беше нашиот денешен тест за сурфај во движење. Чао!